Јас не сум лош, јас имам аутизам. Ова се дел од пораките кои денес можеа да се прочитат на служувалките обоени во боите специфични за аутизам во основното училиште Ванчо Преке. Децата со аутизам светот го доживуваат поинаку. Тешко комуницираат, а честопати се случува секојдневните звуци да ги вознемират. Сакаат да имат ист распоред, а доколку играчките кои ги подредиле на одреден начин се разместат, кај нив може да предизвика револт. Која што се карактеризира со намалени способности за комуникација и социјализација. Со овие деца, треба посебен третман, едно посебно внимание кон овие деца, трпение во работата со овие деца, со цел да дојде до постигнување и до подобрување на развојот кај овие деца. Во Македонија не постои официјален регистер на лицата со аутизам. Согласно законот, тие се вклучени во образовниот процес, но потребно е стручен кадар кој ќе може да работи со нив. Со измените во законот, децата со аутизам се вклучени, односно се интегрирани во образовниот процес, како и во предучилишните установи, но сепак наставниот кадар се соочува со проблем. Потребно е асистент кој што ќе помага на образовниот персонал, да им помага на самите дечиња, така што општина Штип ја разгледува можноста преку проекти да вклучиме асистенти кои што ќе бидат стрикно посветени на овие дечиња. Иако живеат во свој сопствен свет, децата со аутизам не се разликуваат од останатите деца. Само потребна е поголема работа со нив, вели аниматорот Билјана Џамгозова, која денес заедно со цртаниот лик Дора успеа ја да ги развесела децата. Јас 7,5 години ја работам оваа работа, аниматор во Џамбо игротеката, и се разбира, нели, многу често ни идат деца и од ваков карактер. Јас сметам дека е многу лесно да се работи со тие деца, бидејќи и тие точно знаат што е забава, што е ликови, Дизни ликови, и секогаш учествуваат во планираните активности. Аутизмот напаѓа 1 на 150 деца. Досега се уште нема конкретен одговор на прашањето која е причината за појавата на оваа состојба. Со современи дијагностички процедури, аутизмот најрано може да се детектира на 18 месечна возраст.